Сосема случајно се заредија две личности со име и презиме едно по друго во политичко општествениот магазин Трилинг. Ако во минатото издание на Трилинг, мој соговорник беше Никола Поповски, екс-министерот за надворешни работи. Во ова издание на Трилинг е професорот Никола Поповски, поранешен министер за финансии, висок функционер во СДСМ. Со него ќе разговарам околу економските предизвици, но и најновите случувања по добивањето на датумот за почеток на преговори. Поточно откако се отвори или започна диалогот Европска унија Северна Македонија. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов. Професоре, после 17 години исчекување да ни се отворат вратите кон Европската унија, конечно добивме зелено светло за да ги започнеме преговорите. Делот поддржувачите ќе кажат ова беше историски момент, критичарите го толкуваат како велепредавство. Како вие го доживувате, ја доживеавте ова последна одлука на Брисел? Па јас одлуката на Брисел не ја доживеав многу емотивно, повеќе ги доживам одлуките на нашите државни органи емотивно, затоа што тие овозможуваат одлуки на Брисел. Не ги доживеав со радост, Формулацијата на Брисел, тоа го видовме сега за разлика од Албанија, каде што ика почнаа со преговори, кај нас фаза за почнување на преговори, што значи дека нашите преговори ќе почнат откако ќе го смениме уставот, ако воопште се смени. Како што стојат сега работите, уставот веројатно нема да се смени до некои наредни избори, а после тоа веројатно и помалку шанса. Така што тоа почнување на преговори треба да го земеме условно. Освен ако некој во парламентот не се премисли, па дојдеме до 80 претеници мнозинство за да се промени уставот во наредните неколку месеци, колку што би траело, 5-6 месеци обично е процедурата. Условите под кои во оваа фаза влеговме за нас се... Јас ќе се обидам да ги бирам многу зборовите, но да ја зачувам острината на тоа што го мислам, се застрашувачки, дури и се понижувачки. Кога јас лично би одлучувал, јас не би ги почнал преговорите под овие услови. Но ги разбирам и они што мислат дека можат да ги почнат, затоа што гледам дека имаат надеж дека работите ќе се сменат. А работите нема да се сменат. Откако почна овој процес со Бугарија, тоа е по потпишувањето на оној договор, кој иницијално бугарите го дадоа уште 99-та на тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски во истава форма. Тогаш премиерот го потпиша, но не најде на одобрување во Македонија и се остана како декларација меѓу двајца премиери тогашни. И од тогаш никој не го ни потпиша, не го ни прифати. Сега тоа се случи, значи пред 2-3 години кога беше. И од тој договор до денес условите само се влошија. Бугарите бараа едно, па друго, па трето, за сега во конечно во последната рамка да доживееме се кумулативно. И промена на устав, и ревизија на историјата на Македонија, ревизија на нашата генеза како народ и како јазик, ревизија на подалечната историја, ревизија на образованието и се влезе во таа преговарачка рамка. Сметате значи дека нема простор за еуфорија, ако деновиве после враќањето на владината делегација од Брисел се направи мала некаква прослава во клубот на пратеници, за разлика од власта, опозицијата тврди дека ова е голем неуспех за државата. Успех е за државата од аспект на тоа дека може да се почнат преговори ако се промени уставот. Со оглед дека уставот не можеме ние се како ноеви во песок да стоиме со главата, очигледно е дека сега за сега нема да се промени, што значи ние нема да имаме почеток на преговорите во блиска иднина. Освен, ќе повторам, ако некој не го смени мислењето во собранието. И да се почнат, тоа што после не чека според протоколот што го потпишаа, тоа е тоа застрашувачко за Македонија. Јас искрено да кажам, вие кажавте во најавата, 10 на 15 години се бавев со политика и бев на високи политички позиции во Македонија и во владата, член, министер за финансии, председател на собрание, значи сум учествувал во многу процеси. Вака лошо испреговаран протокол и претходно толку лошо испреговаран договор со Бугарија, просто се чудам како можеа да си го дозволат тие што тоа го испреговараа.
Некој ќе каже дека одлуката во Брисел се должи на храбрите чекори на македонската владеачка гарнитура. Други дека ова се избрзани потези кои може да имаат несогледливи последици врз националниот културен и јазичен идентитет. Тие што викаат дека е почеток, тоа е партиите од власта, тие сметаат дека проблемите кои Бугарија ги наметнува ќе успеат во преговорите да ги надминат во наша корист. И затоа имаат еуфорија. Јас тоа не можам да го видам од оваа перспектива. Мислам дека бугарите имаат подсврста позиција и во сегашниве 3 години, 4 преговори, они постојано ги исполнуваат само своите цели. Уште потешкото за Македонија е што од самото основање на Македонија, една кратка ретроспектива во 1 минута да направиме, само ние постојано правиме компромиси кои јас како човек ги одобрувам. Компромисот е корисен пристап во политиката. Професоре, дали преголеми концесии направивме? Па да, но кога компромисите на крај застануваат, историски кои се завртите, дека се само еднострани концесии или попуштања, тогаш не се компромис. Еве значи, ние направивме 4-5 договори за компромиси околу постоењето на оваа кревка Македонија. Почнувајќи од Охридскиот договор за да ги уредиме односите внатре во Македонија, да е таа елементарно стабилна, за да може да ги решава надворешните проблеми. Но после почнаа да се редат еден по друг многу компромиси. Охридскиот се продлабочи уште на 3-4 пати. Значи, Охридскиот од подпишаниот од 2001 година и сегашната состојба е 3 пати понапред, со воведување на целосна двојазичност и така натаму. Но тоа ја зацврсти Македонија внатрешно. После почнавме за надворешно да зацврстуваме. Да не заборавиме дека и 95-та направивме еден компромис со спогодбата со Грција за наше зачленување во првообединените нации. Прифативме да се зачлениме со тоа име што зачленивме и без наме. Па после беше онаа спогодба од 95-та со кои компромиси за да со Европската унија постигнеме меѓусебно признавање. Па после компромисот со Охрид, па надграден Охрид, па компромисот од Преспа, па тој уште не е целосно исполнет, има уште шкакливи прашања на кои грците се пога. Па после оној договор со Бугарија, па сега договорот со Бугарија проширна со протоколите што ги подпишува Османи. И практично гледаме дека компромисите се претворија во континуирани концесии кои стигна народски, да кажеме, нож до коска во македонското ткиво. Господин Поповски, бевте дел од владата на Бранко Црвенковски, министер за финансии. Од време на време неговото појавување гора на Црвенковски ја разбранува јавноста. Некој често знаеше да искоментира каде беше изминатиот период, сега ли допрва ни дели памет, ни соли памет. Други сега велат Заев направи стратешки грешки и затоа му беше дошепнато конечно да се повлече. Сега дури и Димитар Ковачевски не чини. Кој владее со владата на Илинденска број 2? Пред 2-3 дена читав еден текст од професорот Калоџера од Загребскиот универзитет, кој е професор по филологија и македонистика, он предава македонска граматика и литература 3-40 години, постојано не брани. Сега имаше едно драматично обраќање, се чудам, рече, како македонскиве современи политичари очигледно не си ја знаат ни елементарно својата историја и на тој начин лесно ги прифаќаат работите. Може би на еден начин преголемиот компромизам и преголемото незнаење управува со владата. Премногу конформистички сме поставени? Мислам дека не можат да ги видат последиците на подолг рок. Не може за една држава обстанокот да биде второстепена цел во однос на зачленување во Европската унија. А ние сега го третираме тоа така. Видете, Бугарија, например, на почетокот имаше став дека јазикот е настанат 45-та. Во последното соопштение што Бугарија го издаде по повод нашите преговори во Брисел, не постои 45-та, постои дека ние не го признаваме јазикот. Што е уште порадикална позиција. Уште порадикална. Значи, они сватија дека ние сме спремни на бесконачни отстапки и само притискаат докаде што може да ги остварат. Од нивни агол делува логично.
Еднаш како го кажавме како држава не во Брисел пред 20 дена, одма направија некои отстапки во договорот, ситни, така, но ги убедија дека треба подсврсти да бидеме, а ова со јазикот Бугарија што не го признава има една јасна нишка дека таа не ја признава сувереноста врз оваа територија од страна на македонците. Ако не го признавате јазикот, вие не признавате дека постои нацијата. Пошто во Европа нациите ги формирале државите, сите држави се национални. Ако немате нација, немате ни право на држава. Ако немате право на држава, немате право на контрола врз таа територија. Негирањето на јазикот, последното што го објави Бугарија, во суштина ни кажува дека вие немате право на сувереност на таа територија. Зашто немате ни нација, немате ни држава што ви следува по тој основ. Почнете веќе следите интервју со екс-министерот за финансии и поранешен висок функционер на СДСМ Никола Поповски. Сега ќе се профилиме на економските предизвици. Расте инфлацијата, се зголемува економската сиромаштија. Дали тоа ќе доведе до стафлација? До тоа прашање никој не може да одговори, но е можна. Со тоа што мислам дека самиот збор кој е кованица некаде 70-тите години кој излезе во економската теорија, кога се појави оваква форма на нафтната криза и тогаш предизвика инфлација, тогаш беше ударот за 2 години нафтата 6 пати се покачи, 71-та 3 пати и 73-та уште дупло. Прво 3, по 2, 6. Ние сега сме далеку од тоа, се појави инфлација во светот и таа предизвика стагнација и се искова таа кованица стагфлација. Но мислам дека претерано со ужас ја сваќаме. Ние можеме да имаме инфлација од 10 на 20% и рецесија, да речеме, со стапка од минус 0,5. И тоа е стагфлација. Но не е толку драматично. Клучно е да не се нарушат економските текови во целина во овој тековен период, нормално. Иначе, ако трае 3-4-5 години, ќе биде застрашувачки. А според последните... Можно е да се појави, но не треба да сме многу загрижени. Нема ништо од првичниот најавен оптимизам на Централната банка, која првично тврдеше дека инфлацијата ќе достигне до 8%, но очигледно дека тој процент ќе се зголемува и веќе се зголемува. Дали може би избрзани чекори и проекции прави Централната банка и може би на некој начин и ги води некаква скриена политика со цел да ги ублажи или да ги смири незадоволството и застрашеност, односно стравот кај граѓаните од ваквото перманентно зголемување и на цените и генерално ова постојано горе-долу варирање и на доларот во однос на денарот и така натаму. Па не, сигурно не, изрично кажувам не, затоа што Народната банка прави 2 корекции во текот на годината, пролетна во април и есенска во октомври. Кога се правеше таа во април, тоа беше само месеци нешто после избувнувањето на војната и почетокот на инфлацијата во светот, поголемата инфлација, и работите делуваат дека од прилика во третиот и четвртиот квартал ќе почне да се намалува инфлацијата и дека растот до нова година ќе се намали. Тоа впрочем го предвидува и сите меѓународни и приватни и државни институции, значи од ММФ, Светска банка и Европска унија, па дури овие најголемите агенции на светот и најголемите банки кои имаат своји сектори, значи никој не мислеше дека ќе оди до ова ниво. Веројатно октомвриската ќе биде по-песимистичка, значи таа 8,4 проектирана ќе биде повисока малку. И очигледно дека Народната банка не го процени добро како и цел свет. Како и цел свет не го процени добро, но таа не се прави со намера, туку се прави со реалните очекувања. Во меѓувреме реалните очекувања се влошија. Војната застана во една фаза во која постојано се војува, нема напредок. Дотурот на оружје на страната на Украина се зголемува од сите држави во светот скоро, што ја прави неа воено помоќна и ќе ја пролонгира војната. Санкциите кон Русија тогаш беа првиот и вториот пакет, сега сме стигнати до 6-тиот пакет и како стојат работите, тие генерираат така. Но претпоставам дека можеше да се предвиди дека оваа криза ќе се продлабочи, дека ќе трае. И прашањето ми е... Имаше 2 сценарии Народната банка, 2 сценарија и го кажаа на пресконференцијата. Едното беше оптималното и едното беше песимистичкото. Се задржа на оптималното, а песимистичкото беше повисока инфлација, дека ќе има ако се овие фактори што ги кажувам остварат и се остварија за жал. Колку може да... Тогаш беше над 10
10 и нешто инфлацијата, дека ќе биде со попесимистичкото сценарио. Како ќе ја завршиме годината во однос на инфлацијата? Тоа е прашање не од милион, од 1000 милиарди долари, никој не го знае. Сите очекуваат дека оваа година инфлацијата нема да продолжи во 23-та. Прво, математски не може да продолжи, затоа што нивото на цени кај инфлацијата е верижен индекс. Значи, секојаш се мери во однос на минатата година, не во однос на предминатата или пред 5 години, просечно. Што значи, овие цени од 2022 се веќе многу високи, во 2023 нема да продолжат да растат. Ни на нафтата, ни на прехранбените основни производи, нити на базичните метали, што значи дека инфлацијата ќе се смири. Но тоа не смееме ни економистите да го прифатиме како олеснување. Напротив, ќе останат на високо ниво цените и нема да се вратат. Ќе треба другите агрегати да се прилагодат. Плати, приходи, расходи на компаниите и тоа ќе биде болно, некој тој процес нема да го издржи. И затоа е битно да се бориме со инфлацијата. Дали сте упатени или дали имате информации дека според одредени банкарски кругови дека се крие од почетокот на годината дека забрзано се трошат девизните резерви? Не имам информации. Мислам, тие се достапни. Не случајно ве прашам, бидејќи сте дел од Советот. Да. Точниот збор е дека имаме намалување благо на девизните резерви, но далеку од тоа дека забрзано се топат. Значи, тоа е апсолутно неточно. Тие се уште над 3 нешто милиарди, тие се уште над таргетот од 4-месечен иден увоз на Република Македонија. Така се пресметуваат во месеци. Што значи дека да, постепено се намалија од почетокот на кризата, што е логично, но далеку сме, многу далеку од тоа дека забрзано се топат. Дури сега во летниот период е период на стагнација, веројатно нешто и ќе се обнови. Пострашно е тоа што се случува со инфлацијата и низините разорни ефекти што ги имаат врз билансите на предпријатијата, врз макроекономските биланси, врз буџетот, врз банките, врз каматите. Замислете вие, мислам, економистите баратаме, да кажам, со номинални и со реални агрегати. Ние имаме сега номинална инфлација од 14%, а имаме каматни стапки на депозитите што ги штедат граѓаните околу 1-2% и на кредитите што ги добиваат компаниите помеѓу 2-3 и 6-7. Значи, ние имаме камати кои се дупло пониски од инфлацијската стапка. Тоа значи, како вие ставите депозит сега во банка од 100 денари, идната година ќе ви дадат 2% камата, а инфлацијата ќе ви изеде 10%. Вие негативно штедите. Но и ако земите кредит од банка, се случува истото. Земате кредит со 8%, а инфлацијата ви е 14%. Значи, вие имате негативна реална камата. Тоа прилагодување ќе биде болно и допрва ни следува во целиот свет. Еве сега Европската банка за неколку денови ќе почне со раст на каматните стапки исто. Најригидна беше од сите големи банки. Од Bank of England, Federal Reserve во Америка, на ЕВ и ЕЦБ конечно. Денуве председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски со драматична изјава вели дека Народната банка со своите инструменти само го штити денарот без да размислува за економско-финансиските последици во реалниот сектор. Ја слушнав изјавата во живо. За жал, колегата Бранко Азевски целосно не е во право. И мене ми е жал што он ја даде таа изјава, зашто не е во негова корист. А сум уверен и знам многу луѓе и подпредседател негов кои многу сериозно ги разбира монетарните проблеми. Контрапрашањето би било дали на економијата, тој зборува за реалната економија на страна на производните чинители, повеќе им одговара инфлација. Од таа изјава произлегува дека Народната банка не треба да се бори со своите стандардни мерки антиинфлациони, па и владата, и да допушти инфлацијата да се зголемува. Тоа значи дека на компаниите им одговарали инфлацијата. Многу е несреќна таа изјава. Апсолутно не е. Мислам, несреќно е дадена. Да, ќе се зголемат каматните стапки, но ќе се заузда полека инфлацијата. Ако не се заузда инфлацијата, ќе влеземе во циклус на растечка уште поголема инфлација. Ние според економската терминологија во светот, едноцифрена инфлација се вика умерена, двоцифрена се вика галопирачка, а повеќе од тоа е хиперинфлација. Светот влезе во галопирачка и сите водиме војна, зборувам сите држави во светот, да ја намалиме инфлацијата, зашто основниот услов за добро стопанисување на сите е ниската инфлација. Да можете ги планирате своите приходи, расходи во компанијата, билансите на успех и така натаму. Ако тоа го немате,
тогаш каматните стапки дали се повисоки или пониски е сосема сеедно. Второ, што во овој момент Македонија има, еве со економски речи не се послужам, најекспанзивна монетарна политика во последниве 20 години. Зашто таа од 2008-2009 почна да станува експанзивна, да се шири монетарната политика. Кризата со пандемијата уште повеќе ја прошири и ние инјектиравме многу пари како и целиот свет. Фискални дефицити, монетарни дефицити и сега ако се продолжи уште со тоа, инфлацијата има опасност да стане хиперинфлација. Тоа на никого не му користи. Пред една година изразивте оптимизам дека ни следува економско заздравување. Драматични се промените на светските пазари. Ни престои ново задолжување од речиси 1 милиарда евра. Се реализираше, односно се изгласа ребалансот на буџетот. Јавниот долг веќе е над 60%. Можеме ли ова перманентно задолжување да го менаџираме на некој начин? Еден ваш колега ќе рече се додека можеме да ги сервисираме долговите, може да се задолжуваме. Дали тоа е рецептот? Земи нов кредит за да вратиш стар. Од тој ангол гледано, Македонија може да се задолжува. Ние далеку сме од состојбата во која нема да можеме да ги сервисираме долговите, зашто сите држави во светот веќе 100 години ги сервисираат така. Зема нови кредити со кои ги враќа старите, ако расте БДП, тие се помалку учествуваат. Но проблемот е што сервисирањето на каматите на долговите ќе расте во домашната економија, односно во буџетската пресметка ќе бидат се поголеми, а тоа ќе ги намалува средствата за други намени. Дали за одбрана, судство, полиција, дали за образование, дали за здравство, дали за инфраструктура е прашање на парламентот и на владата што ќе се определи. Од тој ангол гледано, подобро би било задолженоста да се намали. Не случајно е поставена во светот границата и теоријата и праксата тоа го прифаќа од 60% дека е границата на умерено кон висока задолженост. Над 60 сите се високо задолжени. Тоа значи дека ќе употребувате многу пари за сервисирање на својот долг, наместо да ги употребувате за друга јавна потрошувачка. И од тој ангол таа треба се намали. Но гледаме дека владата во Македонија оди во друг правец, надевајќи се дека стабилизацијата на економијата и задржување на ткивото економско, па макар и со поголемо задолжување, е подобро отколку цехот на задолжувањето. Таа филозофија во светот владее веќе 5-60 години и затоа да се разбереме, например, Америка е на 100%, Европската унија е на 90%, еврозоната е на 93-4%, а Европската унија малце. Што значи сите се отидени на 100 од прилика. Но тоа не е добро. Тоа не е добро и треба да се намали, односно да се стиша нивото на нови задолжувања. Само старите и малку. Сега имаме периоди во кои ќе имаме низок раст, што значи дека ќе биде тешко, ние веќе 6-7 година поред тераме високи дефицити. Господине Поповски, на крајот, дали средствата кои ги земаме како кредити, знаеме да ги искористиме за капитални инвестиции или се трошат исклучиво за купување на социјалниот мир во државата? Во времето на пандемијата тие 2 години се трошеа за обид да се спасат оние кои пандемијата би ги отстранила од пазарите, вработените или фирмите. Тоа е на некој начин социјалниот мир. Сега заради инфлацијава исто се случува, што значи постојано сме во една трка како држава, наместо за развој, екстра задолжувањето, односно за инфраструктура, да ни оди за купување тоа што го викате, или ние го викаме економистите, за тековна потрошувачка. За жал, вие сте во право, се оди за тековна потрошувачка, но она што треба да ни е уште повеќе жал, еве, дозволете да бидам малце и остар, во последниве 10 на 15 години, тоа што јас го гледам во Македонија, е неспособност на нашата држава да изгради патишта, да изгради инфраструктура и тоа што друго би требало да иде со задолжувањето. Ние не сме способни, за жал. Вие сте, веројатно, како и мене, се движите низ државата. Ние не можеме да изградиме пат. Патот до Охрид не можеме да го изградиме, 10 години се гради, му треба уште 10. Еве до Штип пуштивме автопат, на 4 места е срушена, 1,5 година е во употреба. Значи, ние се што ќе почнеме да градиме, не можеме да се вратиме ни од пред 40-50 години, кога сме ги правеле со релативно добар квалитет. Едноставно не можеме да изградиме. И тоа се случува со се. Сте изградиле градинка, пропаднала, сте изградиле театар, целиот е во стиропор, сте изградиле мостови, овие автопатишта, зјаат празни, недовршени. Значи,
за жал, и да е идеално на страната на финансиите ова што го зборуваме, кога тие пари се прелеваат во секторот на изградба, ние немаме градежништво тоа што може да го изгради. Сега може некој да каже, не, имаме, немаме. Но она што го гледаме не е веќе случајно. Ние Знаете кој е најдобриот, ова со болно срце ќе го кажам. Знаете кој е најдобриот автопат во Македонија изграден последните 20 години? Тој што го изградија Македонија го градеше, ама грчка компанија го изведуваше од Демир Капија до граница. Знаете за кој пат ви зборувам? Актор ли се викаше компанијата, не сеќам. Значи, тој пат е идеално изграден. Кој го градеше? Грчка компанија. Сите другиве домашни компании што ги градат, сите се за никаде. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам и јас. Почитувани гледачи, тоа беше Никола Поповски, поранешен висок функционер на СДСМ, универзитетски професор и дел од Советот на Народна банка. Следете не, по кратката пауза продолжуваме околу настаните кои одбележа оваа недела, а тоа се случувањата во Брисел. Следува и разговор со вице-премиерот за евроинтеграција Маричич снимен во Брисел. Следете не.